Македонскиот ракометен шампион Металург ќе игра против белорускиот претставник Динамо Минск во осмина финалите од Лигата на шампионите. Ждрепката беше наклонета на нашиот шампион, па играчите на Металург го добија противникот кој што го посакуваа за ривал во осмина финалето на Лигата на шампионите. Добре што е избегнат актуелниот европски шампион Атлетико Мадрид, како и незгодниот руски состав Чековски медведи. Металург оваа сезона веќе играше надпревар со Динамо Минск во рамките на подготовките на турнирот во Струга, каде победи со 26-23. Динамо Минск беше трет во групата Д, каде игра против екипите на Барселона, Берлин и Пиксегет, Загреб и кадетен Шафхаузен. Останалите двојки во осмина финалето се Атлетико Мадрид Фуксе Берлин, Силкебург Барселона, Адемар Леон Веспрем, Пиксегет Киелце, Целje Хамбург, Чековски медведи Кил и Горење Велење Фленсбург. Првите надпревари се играат во периодот од 13 до 17 март, а реваншите се една недела подоцна. Тимот на Реал Мадрид е првиот финалист во Кралскиот куп. Тоа е епилогот по вчерашното 2024 издание на Ел Класико помеѓу Реал Мадрид и Барселона од ремаш мечот во полуфиналето кој се одигра на Nou Camp. Кралевите како ретко кога во последните години беа убедливи на теренот на Барселона и сосема заслужено се радува на триумф. Надпреварот започна како што му доликува на еден Ел Класико дуел со максимална борменост уште од самиот свиреш на судијата. Во 12-та минута Роналдо изнуди пенал за својот тим. Пике заработи жолт картон. Кристијано Роналдо погоди од белата точка и му донесе пренос на Реал Мадрид од 1-0. Во 57-та минута одличен продор на Ди Марија, топката дојде до Кристијано Роналдо, кој го зголеми резултатот на 2-0. 10 минути подоцна Варан постигна гол со глава за убедливи 3-0 и надпреварот беше решен. До крајот на надпреварот Барселона преку Жорди Алба во 89-та минута го ублажи поразот на 1:3. Реал Мадрид со вкупни 4:2 обезбеди ново финале на шпанскиот куп, каде што ќе го чека подобриот од пресметката помеѓу Атлетико Мадрид и Севиља, кои играат денеска. Големите ривали го одиграат 32-тиот надпревар во купот. Барселона досега победила 14 пати, Реал 11, а 7 пати било нерешено. Следното соочување или 225-то Ел Класико, Реал Мадрид и Барселона ќе го имаат веќе в сабота на 2 март во Мадрид, како дел од редовното коло во шпанската премиера лига, а дуелот започнува во 16 часот. Стив Мекларен, поранешниот селектор на фудбалската репрезентација на Англија, ја напушти тренерската клупа на холандскиот клуб Твенте по втор пат во кариерата. Саботниот пораз од Херенвен во првенството беше капката која прели чашата, но не кај управата на клубот, туку кај Мекларен. Тој е оној кој поднесе неотповиклива оставка бидејќи како што тврди не чувствува поддршка од клубот. Поддршката на клубот, играчите и стручен штаб и на тренерот му е многу важна, но јас тоа не го чувствував, изјави Мекларен, кој смета дека клубот нема долгорочен план, па и тоа исто така една од причините за неговото заминување. Мекларен го одведе Твенте до титулата во Холандија во 2010 година пошто се упати во германската Бундеслига каде што се обиде во водењето на Волсбрук, но безуспешно. Тој кратка 4-месечна авантура помина и во Нотингем Форест, од каде што по втор пат во 2012 година се врати во Твенте. Мекларен не оствари ниту една победа во 2013 година, а екипата ја остави на 5-то место на првенствената табела со 6 бодови помалку од лидерот ПСВ Айндховен. Во NBA лигата синоќа се одиграа 8 средби. Шампионот Мајами ја продолжи победничката серија од 12 победи поред и тоа на домашен терен против Сакраменто по две продолженија со 141-129. Леброн Джеймс даде 40 поени, 16 асистенции и 8 скока, а Двейн Вейд забележа 39 поени, 8 скока и 7 асистенции. Кај кралевите, Маркус Тонтон уфрли 36 коша, најмногу во лигата оваа сезона. Жестоко беше во Индијана каде Пейсерси ги совладаа Голден Стейт Warriors со 108-97 по турканиците во последниот период кога беше исклучен Рој Хиберт. Се почна со неговиот судир со Дейвид Ли, а по дебелиот крај го извече Стивен Кари. Дейвид Вест со 28 поени, 7 скока и Џорџ Хил со 23 коша и 7 асистенции беа најдобри кај Индијана, а на спротивната страна Кари реализираше 38 поени каде погоди 7 од 10 шута за тројка. Гордат постигна поени за продолжение и за победа, помогнувајќи им на Феникс Санс да ја прекинат серијата од 3 порази поред за победа од 84-83 над Минесота Тимберволвс. Тој имаше 14 поени и 7 скока, додека во противничкиот состав црногорецот Никола Пековиќ беше стрелец на 18 поени и 12 скока. Ги гледаме во продолжение сите резултати од синоќа, а за вечера предвидени се 10 средби.